Почитувани, во рамките на кампањата за претседателските избори, во ова неделно интервју на Слободна Европа разговараме со господин Стево Пендаровски, кандидат поддржан од владачката коалиција. Господин Пендаровски, добар ден. Добар ден. Зошто граѓаните да гласаат за Стево Пендаровски, а не за Гордана Сиљановска Давкова или за Блерим Река? Затоа што јас мислам дека концептот зад кој јас стојам, а кој го поддржуваат на 31 политичка партија и 32.000 формално зборувајќи граѓански потписи, е единствениот продуктивен концепт за Република Северна Македонија во овој историски контекст. Значи, тоа е концепт кој не внесува во евроатлантските интеграции и од друга страна внатрешно придонесува за внатрешната кохезија, особено на таа многу значајна меѓуетничка оска од која зависи стабилноста и се разбира и просперитетот на државата. Не зборувам во овој контекст за амбасадорот Река, кој мислам дека во овие сегменти е прилично сличен со мене, меѓутоа концептот на Сиљановска е драстично различен. Тие заговараат стопирање на овие процеси кои не внесуваат практично во предворието на алијансата и со кои очекуваме да добиеме датум за преговори со Европската унија. Значи, тие се против Преспанскиот договор, кој е главниот предуслов кој го исполнивме за да влеземе и да дојдеме таму кај што сме. Тоа е рецепт по мене за одење назад и рецепт за блокада и изолација на државата. Знаеме што 11 години де факто изолација на Груевски ни донесува. Тоа е вашиот опис на различните концепти, но дали навистина сметате дека Сиљановска Давкова би ги блокирала евроатлантските процеси? Па и јас тоа што го слушам, морам да верувам во тоа што го слушам. Што навистина може да направи, тоа е друго прашање. Јас лично мислам дека вие не може да го понишите Преспанскиот договор само со политичка изјава, бидејќи Преспанскиот договор е продукт на две договорни страни плюс има меѓународен гарант, Обединети нации. На договорот имате подпис од Скопје, од Атина и од Метју Нимец. Че вие мора да ги убедите петте постојани членки на Советот за безбедност дека треба да се преотворат преговорите. Преговорите се водеа врз основа на њујен резолуции, тоа не е врз основа на моја или ваша волја, и да ги убедите луѓето кои се на власт во Атина во тој момент дека треба да се почне повторно со преговори. А што е со така наречената клаузула која господја Сиљановска ја спомнува како заштита на името преку Уставот? Јас не можам да знам што се крие за тоа. Морам да ви кажам дека за промена на Уставот или на некој закон постои пропишана процедура. Ако се можам да нагаѓам, бидејќи е прилично необичен предлог, да бидам благ во изразот, ако мислите дека ќе го промениме Уставот со тоа што внатре ќе ставиме амандман, член кој ќе вели од сега натаму нема да се менува во делот на името, како што сте дошле до таа измена со 2/3, така и со 2/3 утре за утре може да го промените тоа. Не можам да видам, не сум чул за клаузула која ќе го напише на камен и ќе рече ова е Библија и нема да се менува 3000 години. Процедурата за промена на Уставот е таа. Како гледате на етикетирањето дека Стево од Северна Република Македонија, а Гордана е од Република Македонија? Ја мислам дека тоа е една политичка пракса која морам да ви кажам ме изненадува. Јас го гледам и Иванов не потпишува закони бидејќи го користи старото уставно име. Ние имаме устав донесен во регуларна процедура. Гласање со 80 од 120. И ние мораме да го почитуваме тој устав. Значи, ако се надпреваруваш, влегуваш во трка за кандидат за највисоката функција во државата, ти мораш да го почитуваш највисокиот акт на таа држава. Ние пред 2-3 дена потпишавме кодекс, тројцата кандидати, кодекс за фер и демократски избори. На тие две ливчиња, на тие страници, пишува Државна изборна комисија на Република Северна Македонија. Значи, ние потпишавме документ, сите тројца, со кој го уважуваме де факто и де јуре тоа ново име. Сега, ако мислите ради политичка реторика и поени утре за утре, да добиете нешто на тој план, тоа ќе важи 20 дена, евентуално плюс вториот круг. После ќе се соочи со реалноста. Ние сме примени во сите меѓународни организации, дури и Руската федерација се не признава под новото уставно име. Не можам да ја сватам таа политика за подома, излегувате партијата која ја предлага. И е сега, да не кажам повторно примена, меѓутоа преименувана е државата од која доаѓаат во Европската народна партија. И били ВМРО ДПМН, до сега беше ФИРОМ, сега е Република Северна Македонија. Сопруга, мајка, активист, професорка со овие зборови против кандидатот, вашиот против кандидат Гордана Сиљановска, се опишува себе си. Како вие би се опишале во 4 збора? Во политичка смисла независен. Јас сум татко и сопруг и професор. Мислам дека е доволно. Али ова првото ми е посебно значајно.
Ако председателот Иванов 10 години не се конфронтираше со ВМРО ДПМН, дали Стево Пендаровски, ако биде избран за председател, ќе биде некој вид коректор на извршната власт? Знаете што, многу ми е битно да кога кажам кој се ме поддржува и кога ги набројам политичките партии кои ме поддржуваат, имам пратенички подписи и граѓански подписи на околу 32.000. Постојано нагласувам дека сум работел со различни председатели, со различни идеолошка провиненција и постојано нагласувам дека и таму, и тогаш, и денеска јас сум свој. Ја почитувам магистрален правец за политиката, јас се залагам за оваа магистрала по која одиме. 2001 јас бев за политичко, не за воено решение на кризата и затоа работев со председател Трајковски до крај. Меѓутоа, значи, јас ги почитам политичките реалности, меѓутоа преферирам да останам надвор од така наречените дневни партиски политики. Значи, можам да гарантирам дека ако ја добијам довербата после 5 мај, односно после 12 мај кога почнува формално мандатот на следниот председател, дека јас можам само да им кажам благодарам на досегашните поддршки на политичките партии кои стојат за мојата кандидатура, меѓутоа имам намера да водам политика која нема да се конфронтира со интересите на граѓаните. Затоа сум ја непартиски кандидат и мислам да водам таква политика. Дали како председател би реагирале на, да речеме, одредени девијации во општеството, например, каков е вашиот став за обвинувањата за непотизам кон актуелни функционери од извршната власт? Би реагирал, иако немам надлежности во тој дел, меѓутоа јавно би излегол и би рекол дека тоа е пракса која е недозволена и која не спојува со демократски општества. И можам, и тоа сум го кажал неколку пати до сега, и овие примери, за жал, се помасовни и помасовни последниве месеци, мене не ме радуваат. Мислам дека тоа треба час поскоро да престане. Од друга страна, ме радува тоа што владеачката структура во своји рамки смогна сили да повлече некои од тие вработувања. Штетата беше направена, меѓутоа порано не сме имале никакви повлекувања во таа смисла. Значи, смогна сили да ја увиди грешката и да се коригира. И тоа е нешто, но ја би преферирал да не се случуваат такви работи. Вие велите заедно напред, во вашиот спорт има природни убавини, спортски победи, среќни лица. Вашата противкандидатка пак бара правда и правдина, реагира на висината на казните за крвавите настани од 27 април и истовремено ја критикува амнестијата на дел од обвинетите за 27 април. Каков е вашиот став за амнестијата? Значи, гледате, амнестијата беше дадена во коректна процедура. Беше изгласан закон за таа работа, со потребното мнозинство. Ако некој инсионира во тој дел дека во позадина се случувале некакви политички пазари, тоа треба и да го докаже. И јас ги имам слушано тие муабети, меѓутоа јас го гледам она што се случи во парламентот, дека имаше доволен број гласови за таков тип на амнестија. Конечно, не можам да видам како со тој закон за амнестија се упаѓа во судската процедура, кога и судовите судат врз основа на закони кои владеачката структура ги носи. Значи, вие можете да упаднете во процедура која е тековна, судска процедура, само ако се јавите по телефон и кажете Стево Пендаровски треба да добие 12 години затвор за нешто. Како што монтирани процеси имаше порано. И ги чувме и ги видовме во бомбите и во денешните судења по предметите кои ги води СЈО. Меѓутоа, ако јас како владеачка структура пред камери донесам закон за таа работа, тоа не се третира по мене како, јас сум правник, не се третира како упад во системот, бидејќи тоа е политички акт кој го носи владеачката структура, како сите други закони со кои се регулира таа сфера. Вие спомнувате и Слијановска зборнува за делумна. Не се слага со делот амнестиите, значи некој требало да добијат, некој не требало да добијат. Сите што беа инволвирани во тој процес за 27 април има шанса да аплицираат. И во законот, по мене, беше прилично прецизно определена границата кој може, а кој не може да добие. Значи, ако вие сте Значи не можеле сите сепак. Па, еве, гледате ги условите за да добиете. Амнестија да се обидеме да ги повториме заеднички. Значи, тој што носел оружје не. Тој што употребил физичко насилство не. Тој што бил организатор Чавков, господинот Чавков да речеме, го третираат според судските списи во таа пресуда како еден од организаторите. Не може да добие. Значи, тука имаше неколку граници кои не ве фаќа едноставно со тој закон. И ја мислам дека тие граници беа коректно поставени. Дали кај некој од пратениците при личните калкулации за нивната идна судбина надвладеало тоа дајте да поднесам апликација за да ме амнестираат, тоа ќе треба да ги прашате нив. Меѓутоа факт е дека тој закон беше донесен со повеќе гласови од потребното мнозинство. И нема да заборавите законот за амнестија донесени со гласовите на ВМРО ДПМН. Како ќе ги мотивирате гласачите да излезат на вториот круг од претседателските избори за да се постигне потребниот цензус? Исто како и во првиот круг. Со концептот кој го нудам и кој вели практично
на овие избори ние треба не да гласаме само за Стево Пендаровски како кандидат, туку треба да легитимираме еден пат, ја викам магистрала или автопат, да не одиме по стран патици кон развиениот свет. Ова е патот кој е почнат последните 2 години, кој го одиме, на чело со оваа влада, со овие политики на владата, зборам за надворешно политичките приоритети, и тврдам дека подобар пат од овој не постои. Има и други патишта, ама тие не се продуктивни за држава која е на крстопат и држава која има таква хетерогена структура внатре. Мојата цел ќе биде да кажам, луѓе, бирате меѓу враќање во изолација, во темното минато на 10-11 години на Никола Груевски и неговата клика, или сакате конечно да го фатиме патот према развиениот свет. И при тоа имам намера да им кажам јасно дека до тој свет нема да дојдеме за еден мандат или за 2,5 години. Туку тоа ќе биде долгорочен процес кој многу идни влади и идни претседатели ќе го продолжат, но нема друг подобар пат, ниту една посткомунистичка држава во Европа не е одбрала друг пат, а при тоа да останала просперитетна. Можно ли е вие да повикате на бойкот на вториот круг од претседателските избори? Ова теза ја промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Зашто ако е лош резултатот во првиот круг, мислите? Па веројатно на тоа мислите. Јас имав катастрофален резултат во првиот круг 2014 и не повикав на бойкот. Отидов до крај. Јас губев 120.000 гласови во тој автократски режим, че тоа беше разлика која не можеше да се надомести, сите знаевме. 120.000 гласови позади Иванов 2014 и не повикав на бойкот. Јас на крај, заедно со екипата која беше со мене, рековме ова беше комплетно нерегуларен амбиент и ние изборните резултати не ги признаваме, бидејќи имаше и двојни избори во вториот круг и парламентарни, но ние изигравме до крај. Не личи на господа на половина утакмица да земат под мишка топката и да си заминат дома. Значи, мислам дека тоа на мене не доликува на ниту еден од другите против кандидати, а ако некој мисли дека на таков начин ќе случува партиска фотелја или углед кај граѓаните, се лаже. Господине Пендаровски, ви благодарам за разговорот. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ви повикувам следната недела да ги следите интервјуата на Слободна Европа со кандидатите Гордана Сијановска-Давкова и Блерим Река.